Драги гледачи, продолжуваме со уште едно издание на Откриени тајни. Се надевам дека не следите, дека следите претходната емисија Откриени тајни за тие кои што се нови. Е мотивацијска емисија која што има за цел да го подобри животот и постоењето на луѓето. Трае отприлика 20 на минути, зависи колку ќе се заборам на дадената тема, некојаш повеќе, некојаш помалку, но идејата е да едноставно дадеме знаење и податоци за да го подобриме вашиот живот. Минатата емисија, поради тоа што се зазборев малку подолго, не успев да ги кажам сите точки кои што сакав да ги кажам за тоа како полесно да ги постигнеме целите во новата година. Новата година набрзо доаѓа и е на некој начин символика за нов почеток. Луѓето традиционално зацртуваат свои цели во новата година кои што сакаат да ги остварат. Доколку ги имаме целите од претходната година кои што не сме ги реализирале, можеме да поставиме нови цели во наредната година кои што сакаме да ги реализираме. Мислам дека овие точки за кои што ќе зборувам денески, за кои што зборував во претходната емисија, ќе ви помогнат на некој полесен начин, доколку можеме да кажеме дека има полесен начин да ги оствариме целите. Минатата емисија зборував на три точки. Зборував за три точки како да ги постигнеме целите. Во оваа емисија ќе зборувам и мислам дека ќе завршам поради тоа што ни е последна емисија пред нова година на тема цели, затоа што во новата година ќе почнеме со нови теми, но традиционално и ние во Откриени тајни зборуваме за новогодишните цели на крајот на годината која што изминува. Реков во претходната емисија дека клучот за постигнување на целите е да ги формулираме целите и кога размислуваме на цели, кога зацртуваме цели, да бидеме на високо емоционално ниво, да бидеме на висока емоционална фреквенција, поради тоа што емоцијата многу влијае за тоа како и дали ќе ја постигнеме целта или не. И кажав за тоа дека ако сме многу ниско со емоциите, обично целите ни бегаат затоа што ставаме премногу напор. Емоционалната состојба на некој начин е фреквенција, е вибрација. Колку сме повисоки со емоциите, колку сме посретни, колку сме позадоволни, колку сме порелаксирани во врска со нештата во животот, толку бранот кој што го праќаме, тоест целта, визијата која што ја зацртуваме за иднината е појака. Колку сме пониско со емоциите е на некој начин послаба таа емоција, она за која што зборува претходната емисија. Би ве замолил да ја гледате, поради тоа што кажав доста работи на втората точка, а тоа е ако имате околина која што сомничава во врска со вас и дали ќе ги постигнете вашите цели или не, и која што не ви на некој начин ви го одобрува тоа да ја поставите и да ја реализирате таа цел. Може да имате сопруга, може да имате сопруг, може да имате родители кои што се сомневаат дека ќе успеете во целта или едноставно не ви одобруваат таа цел. Знаете, они знаат што треба ти да правиш во животот. Така да многу е важно да го средите тоа на убав начин, со убава комуникација. Гледајте претходната емисија за било каква помош на таа тема, слободно обратете се, поради тоа што знам како на некој начин да помогнам да се искомуницираат некои работи за да може да се добие таа поддршка. Третото нешто за кое што зборев е интересот. Интересот е многу важен, поради тоа што се додека сме заинтересирани за целта, интересот е моќ. Интересот е среќа. Се додека го имаме тој интерес за животот и постоењето, работите одат како што треба, поради тоа што интересот и волноста на некој начин се поврзани. Кога ќе изгубиме интересот за целта, ја губиме и енергијата. Стануваме заморени, стануваме негативни, ништо не ни е важно во животот, ништо не ни значи, дисциплината ја губиме, етиката ја губиме, работите не идат како што треба кога интересот за животот и постоењето го снемува, поради тоа што ја снемува нашата креативност кога ќе ни падне интересот. Интересот мораме да го одржиме поради тоа што на патот кон целта секогаш имаме препреки. И тие препреки ги наминуваме кога имаме интерес. Наредното за кое што сакам денеска да зборувам и кое што е интересно, мислам дека ова ќе ви се допадне многу, е како да ја формулираме целта. Што значи ова како да ја формулираме целта? Начинот на кој што ја замислуваме целта е многу важен. Ако сте виделе, пример, имате некој брачен пар и замислува дека треба да има свадба. Свадбата наближува за 2 месеци од сега свадба и невестата и младоженецот едноставно имаат визија и кога ја гледаат свадбата, го гледаат целото сценарио дека е завршено. Таа се гледа таму, се ја гледа хаљината, гледа распоредот на масите, го визуализира и го замислува нештото како да е завршено. Тоа е многу интересно. Ако сте размислували кога зборувам, да кажеме со фирми и компании на тема организација, она што го кажуваме секогаш е дека секогаш се организира од продуктот краен. Што тоа значи? Тоа значи дека ќе ја замислиме некоја сцена, ќе ја замислиме некоја визија и од таму
кон сегашноста се организираме. Гледате, ако е ова иднината, или сцената, или визијата која што сакаме да ја постигнеме, тоа е 2012 година, ние сме сега тука, во сегашно време, во овој момент во кој што сме, и ја визуализираме целта дека е завршена. Точно како што прават, да кажеме, младоженците. Ја гледаат сцената каква што е идеалната сцена. Ја замислуваат да е идеално. И тоа дефинитивно го замислуваме. Одеднаш таа сцена, од неа почнуваат наназад да одат во времето и да речат, окей, што треба да се случи претходно, што треба да се случи пред тоа, што треба да се случи пред тоа, што треба да направам утре. Секогаш се организираме од иднината кон сегашноста. На некој начин малку обратно доаѓа, но не е. Не, поради тоа што знаете зошто е ова важно? Поради тоа што во филозофијата има едно многу интересно правило, а тоа е дека имаме првостепена идеја и второстепена идеја. Ова е една многу интересна филозофска теза која што барем за мене е вистина. Имате некој човек кој што сака во иднина да стане богат. И ќе ви каже, добро, во иднина сакам да имам пари. Сакам да сум богат. Тоа е второстепената идеја, тоа е идејата за иднината, така? Сака да биде богат. Првостепената идеја е идејата од која што трга. Гледате, ако ја работам со некој човек и тој кажува, окей, идејата ми е во иднината да бидам богат, која е идејата од која што трга сега? Би се сложило дека неговата идеја првостепена е дека не е. Така, не сум богат. Значи, на некој начин, неговата идеја во овој момент е дека немам пари. Или дека не сум доволно богат. Но она што се случува е, ја става во иднината, ја проектира второстепената идеја е дека сакам да сум богат. Е сега, таа второстепена идеја во суштина никогаш не е факт. И ова е битно да се разбере. Второстепената идеја никогаш не може да биде реалност, поради тоа што реалноста е одраз на првостепената идеја. Реалноста е секогаш одраз на првостепената идеја. И одеднаш ќе му кажеш на човекот, добро, па зошто не идеш на ова и ова место? Знаеш, можеш да пиеш малку поскапо кафе, но таму ќе ги најдеш луѓето за кои што сонуваш да направиш бизнес со нив. И одеднаш ќе ти каже човекот, да, ама па ти реков, бе, Жарко, не сум богат. И одеднаш што се случува во тој момент, тој ја креира таа идеја. Гледате, ние ги креираме реалноста со идеите во кои што веруваме. Поради тоа што вербата која што ја имаме во нас на некој начин е рефлексија во физичкиот универзум. Која да е длабоката верба во нас која што вистински веруваме дека е така, тоа е тоа кое што се осликува во физичкиот универзум. Ова дека сакам во иднина да сум богат, нема да биде вистина, се додека не ја смени својата првостепена идеја дека е богат. Сега, може би ке речете, како што и кажа пријателот, ама тоа не е така. И гледате, тој до толку беше убеден дека не е така, и тоа го креираше во физичкиот универзум. Му викам, те молам, престани да го збориш тоа. Зошто? Поради тоа што, зборувајќи го тоа, во кое што верува, тој тоа го прави. Вика, да, ама ја не можам да се лажам дека не сум сиром. Викам, добро, зошто до толку го креираш тоа верување дека си? И знаете што, може би во ова прекрасна наша земја, може би често пати премногу сакаме да се жалиме, сакаме да кукаме, сакаме да кажеме колку се нешто не е добро, но не сваќаме дека не си правиме услуга на тој начин, поради тоа што на тој начин ја зациментируваме, ја зацврстуваме нашата првостепена идеја колку е лоша. И ако постојано тоа го збориме, имаше една жена која што ми приде, вика, Жарко, јас сум депресивна, вака сум, онака сум, катастрофа сум, ова ми е, она ми е, викам, Господјо, честито, што да ви кажам? Се зачуе жената, како мислиш честито? Викам, тоа го креирате. Поради тоа што вашите мисли дефинитивно прават реалноста да биде таа. Реалноста не е ништо друго, се мислите во кои што ние веруваме. Гледате, во еден момент човекот ќе каже, да, ама вистина е дека сум сирома, вистина е, викам. И ти тоа го искреира. Сега, во Америка има еден многу бав термин, и ќе го кажам на англиски,
затоа што има убав призвук, но и ќе го преведам на македонски јазик, и американците викаат fake it till you make it. Со други зборови тоа значи лажи или не ја кажувај на некој начин, и ова е лага у наводници, се додека не успееш. Она што сакаме да го направиме не е да лажеме, туку на вистина да веруваме дека сме ја смениле нашата идеја. Се додека во еден момент ја не станам сигурен дека ќе сум мотивацијски предавач, јас ако кажувам во идне сум мотивацијски предавач, ама ништо не правам. Така. Акцијата ми ја зајакнува вербата во првостепената идеја. Гледате, можам да кажам дека сум мотивацијски предавач, ама да не направам ни една мотивацијска емисија, да не направам ни едно предавање, но што ќе се случи на некој начин ако се плашам да излезам пред камери, да се плашам да излезам пред луѓе и на некој начин му даеме мала помош и го бутнеме човеков да излезе на сцена пред луѓе, пред камери, да го живее тоа што го сонува и кое што го збори, знаете што ќе се случи? Акцијата која што веќе ја направил му ја зацврстува неговата идеја дека е мотивацијски говорник. И тоа е балансот кој што мораме да го направиме за на крај стварно да се веруваме дека сме мотивацијски тренери, дека сме сигурни. Ете, може би ја викам, ја немам сигурност, немам само доверба да излезам на сцена, да излезам пред камера. Ја немам. И во тој момент би му рекол на човекот, окей, смени идејата. Поради тоа што таа идеја не ти помага. Има идеја дека си добар мотивацијски говорник, дека можеш да излезеш на камера и едноставно имаш толку многу што да кажеш на гледачите, да навистина твоето излагање пред камери ќе биде полезно за многу луѓе. И на некој начин ќе му се смени идејата дека има барем малку сигурност и самодоверба да излезе пред камерите. И она што ќе се случи кога ќе излезе пред камерите, ќе има победа. Наредната емисија ќе сака повеќе да ја реализира. Поради тоа што направил веќе една. И после 100-та емисија воопшто не мисли. Едноставно е. Гледате, така се менува второстепената идеја во првостепена идеја. Ни треба акција. И тоа е наредното нешто за кое што ќе зборувам денеска. Има разлика помеѓу што е цел, некоја која што сакаме да оствариме и едноставно што викаат пуста желба. Пустите желби се пусти желби зашто не правиме ништо. И некогаш ќе кажеш да, ама многу е голем сонот за да тргнам да го реализирам поради тоа што знам дека нема да се деси. Гледате, знам дека нема да се деси, повторно е првостепена идеја. Даваме моќ, не разбираме колку е јак нашиот ум, на некој начин колку сме ние јаки поради тоа што секоја мисла која што ја проектираме, така ќе е. Ете, ако кажеме дека ако се сложиме сите ние дека во Македонија има просперитет, гледате, можеби тоа треба да го направиме. Можеби треба да направиме на некој начин огромен број на луѓе да се согласиме дека Македонија е просперитетна земја, дека воздухот е чист, дека едноставно има работа, дека економијата ние како што треба, поради тоа што сите знаеме дека не е така и нашето знаење дека не е така ја прави реална таа ситуација. Ова може малку и чудно звучи, или може би звучи нереално поради тоа што до толку сме убедени дека е така. Лето, ако почнеме само тоа да го менуваме во наредната година и да почнеме да веруваме малку во добрината, во убавината, во просперитетот, како можеме и како сакаме да бидеме и да почнеме да го гледаме веќе тоа така. Ето, оваа точка за која што веќе долго време зборам и се надевам дека ме разбирате поради тоа што сакам да поминам уште две точки за да имам шанса да ја завршам емисијата со тие точки кои што сакам да ги кажеме. Верувајте дека е веќе остварено и дека е позитивно. Мојата желба е да имам некој големо мотивацијско предавање со огромен број на луѓе. И ја го гледам дека тоа е така. Сонувајте дека сонот е веќе остварен. И дека таа второстепена идеја не ја ставаме во иднината затоа што зборот ке, секојаш е бутка иднината пред нас. Треба да речеме, окей, завршено е. Го гледам, направено е. Земјава е супер, позитивна, просперитетна, имаме финансии. 2020 е година каде што едноставно сите мои работи, сите цели во сите сфери се реализирани. Супер. Тоа е став. Тоа е чекор.
Сега наредниот чекор е правењето. Гледате, ништо нема да падне од небо. Може би ова е тешкиот дел. Но никогаш нема да е тежок дел ако сакаме да го работиме тоа што го сакаме. Гледате, ако денот ни е на некој начин благослов исполнет со тие работи кои што сакаме да ги правиме, некојаш дури и работите кои што не сакаме да ги правиме, но ако знаеме дека ќе ни користат за да сме чекор поблиску до целта, ќе сакаме да ги направиме. Дисциплината, етиката, да не сме раштркани на секаде, него се посветиме на целта, дефинитивно е фактор. За да можеме нашите чекори на правење да ги посветиме и да ги канализираме кон една цел. Правењето е фактор. Знаете, мислам дека правењето, акцијата е магија. Затоа што живееме во физички универзум, не живееме во ментален, не имаме наш ментален универзум, но за да ја имаме работата во физичкиот универзум, што тоа го сакаме, не сакаме само илузиите да останат илузии, така? Сакаме тие илузии да ги трансферираме во физичкиот простор, да го имаме тоа. Како ќе го направиме? Со акција. Видете, лепакот, спојката помеѓу нас и еднината е само акцијата. Тоа е тоа на кое што треба да работиме. Поради тоа што се додека си седиме и чекаме некој друг да ја заврши работата, никој нема да ја заврши работата. Знаете, можеби некојаш сте размислувале кој ќе ми го среди животот, никој сем вие. Кој ќе ја предземе одговорноста, можеби во државата, никој сем вие. Можеби сме научени секојаш некој друг да ни ги средува работите. Но тоа е нешто кое што дефинитивно мораме да го промениме. Поради тоа што работите не идат на тој начин. Акцијата, магијата е во акцијата. Пред акцијата да почнеме да правиме оно што сакав да го кажам, секогаш имајте план. Има едно многу интересно излагање дека ако имаме целта, а ако немаме план, целта скоро и да никогаш нема да се реализира. Но има едно друго истражување кое што вели дека ако имаме цел и имаме план, кога ќе тргнеме да ја реализираме целта, никогаш не иде според планот, но мораме да имаме некаков план, некаква структура за да стигнеме до целта. Направете план. Како ќе дојдеме до целта? Тоа е тоа што луѓето не го прават. И планот, на некој начин, разложете го на поситни проекти, кои што кога ќе ги завршите, ќе го реализираат тој план. Но планот што е? Кои ми се моите ресурси или кои работи ги имам, ги поседувам, кои контакти ги имам, за да можам да остварам целта. На некој начин имате некоја база околу вас која што ќе ви даде работи за да стигнете до целта. И знаете што мислам? Дека се што ви треба да ја постигнете целта се наоѓа во вашиот мобилен телефон. Контактите, пријателите, фамилијата, кои што не сакате да ги користите, се тие работи кои што ни требаат за да стигнеме до целта. Луѓето сакаат да помагаат. И таа база околу вас, која што ви се наоѓа во вашиот телефон, е базата која што ви ја дава моќта. Но многу малку луѓе се волни да ја користат. Телефонските контакти, пријателите, околината, веќе ги имате контактите во моментот, за да почнете да ја реализирате целта. Значи, имајте план, поради тоа што ако немате план, дефинитивно целта не се остварува. Ако имаме план, најверојатно нема според планот да се оствари целта, но ќе се оствари. Поради тоа што на некој начин е некаква насока за да дојдеме до целта. Се ближи крајот на емисијата, но за кој што сакам да зборувам на крајот е истрајноста. Гледате, ако има некој фактор, некој квалитет кој што го сакам кај луѓето, тоа е истрајноста. Едноставно не се откажуваат од тоа да идат кон целта, да ја остварат целта. Најлесно е да ги оствариме нештата, да ги оставиме нештата нереализирани. Најлесно е тоа. Да имаме многу скршени души, скршени умови од зацртани цели кои што не се реализирани и дефинитивно тоа не убива. И дефинитивно тоа не демотивира во наредниот период. И тоа ги демотивира и оние кои што се околу вас. Крече, зацрта една цел, не успеа да ја направи, чекај се, више не ви веруваат. И знаете што, најлесно е тоа така да остане. Мислам дека е најтешко да имаме храброст да тргнеме да ги реализираме целите наспроти се. Наспроти сите стопови да ги реализираме тие цели. И најлесно е да се откажеме од животот, најлесно е да направиме кавга во домот. Ја мислам дека и треба некојаш да ги направиме тие кавги во домот, поради тоа што и од една кавга може да испадне
поголемо разбирање ако знаеме како да комуницираме, затоа зборе во моите емисии, ви упатувам на мојот YouTube канал, не се плашите да направите проблеми, да направите кавга, да направите хаос. Знаете, поради тоа што кога ќе трнете кон целта, хаосот ќе се случи. Но дали ќе го вратиме редот, на крај е прашањето и тука е големината на битијата. Дали ќе истраеме и дали ќе се фокусираме како работите треба да бидат, идеално, или ќе ги оставиме на неидеален начин, како што голем број на луѓето знаат да ги остават. Ете, пак ќе кажам, не е проблем ако направиме кавга, проблем е ако не ја решиме ситуацијата после тоа. Ако не, се принудам, иако не ми се збори, да седнам и да речам, окей, ајде да направиме мовет, каде сгрешивме. Тоа е големината на еден човек. Како да ги средиме работите од кога сме направиле некој неред. И знаете што, кога нема да успееме, кога ќе наидеме на некоја препреки, кога ќе се разочараме, големината е на некој начин да се совземеме, да направиме мала анализа, можеби да се одмориме и да тргнеме повторно во остварување на целта. Мислам дека тука е големината и тука е на некој начин се делат луѓето, дали ќе ги некој кој што ги остварува целите и некој кој што не ги остварува целите. Поради тоа што овој универзум сака да не предизвика, сака да не тестира колкава моќ и колкав интерес имаме за остварување на целта. Само тие кои што имаат огромен интерес, акција, гледате, кои што не се откажуваат, ќе бидат наградени да го живеат животот за кој што станувале. Ви благодарам што бевте со нас, ви посакувам убави новогодишни празници, ви посакувам во новата година едноставно да ги поставите овие цели. Апел за вас, напишете ги на лист хартија, баш вака како што кажав, како да се веќе направени. Направете го тоа во наредниот период, затоа што наредниот период изобилува со позитивни емоции, со убавина, со обично добра комуникација и хармонија во домот. И тоа е момент да ги напишеме целите за новата година, поради тоа што ќе им пристапиме со позитивни емоции, со интерес, со желба. Напишете ги овие цели, се гледаме наредната година, можеби ќе имаме и јавувања и на некој начин интеракција со вас, дал некој од вас успеале да ги реализира целите според 7 точки, или можеби имате ваши едноставно принципи на кои што вашите цели секогаш се реализираат. Искрено би сакал да слушнам за тоа. Ви посакувам убав ден, среќни новогодишни празници, се гледаме